Пријатели, здраво и добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам на одлична тема и прашање начнато од Маринела, Инстаграм пријателка, така да за да не губиме време и да дадам повеќе време за одговорот, да го погледнеме, па ќе се вратам назад за да ви го кажам моето мислење. Маринела, многу работи би можеле да бидат проблем. Прва и основна работа зошто го имаш тоа чувство на некаква подуеност и создавање гасови е едната причина може да бидат, како што кажа, јаглехидратите, али оние јаглехидрати кои што спаѓаат под растителни влакна. Значи, растителните влакна знаат кај некои луѓе да не се обработуваат баш најдобро поради одредени причини и да создаваат такво некое лошо чувство, подуеност, гасови и слично. Затоа, прво нешто што јас би те советувал не е начинот на подготовка, макар што, знаеш што можеш да направиш? Да пробаш да овесните снегулки ти постојат во вода, па може би уште од вечер, затоа што растителните влакна имаш два типа. Имаш растителни влакна растворливи во вода, растителни влакна нерастворливи во вода, и за овие растворливите во вода можеби ќе помогнеш да еден дел ти ја заврши самата вода, па да твојот дигестивен систем не се мачи да го прави тоа. Дополнително можеш да ставиш и малку лимон да капнеш во водата, со тоа да витаминот С помогне да подразгради уште нешто во таа нутритивна вредност која што ја носат овесните снегулки. Тоа е еден совет. Втор совет би ти дал да го намалиш, ја намалиш можеби количината ако твоето тело има проблем со обработката на растителните влакна. Трето нешто, не знам дали е само случај со овесните снегулки или за било какви посложени јаглехидрати и општо јаглехидрати ти се јавува овој проблем, но ако ти се јавува, тогаш можеби треба да видиш дали содржат глутен твоите овесни снегулки, дали па можеби глутенот ти прави некаков проблем, доколку имаш некаква интолеранција на глутен. И тоа, знаеш како можеш да го видиш? Види дали можеби зелка, дали можеби граф, леќа, боранија, грашок ти прават проблем. Ако они ти прават проблем, тогаш веројатноста дека твојот дигестивен систем е послаб со обработката на растителни влакна е голема. И затоа, тоа се некои насоки јас што ти би ги дал, значи пробај прво стави ги во вода и капни малку лимон. Нека одстојат од вечерта, утрото исцеди ја водата, стави ги во јогурт, стави ги во блендер и пробај така, пробај намали количината, пробај безглутенски овесни снегулки. И на крај крајва, ако имаш проблем со обработка на растителни влакна, тогаш на количината дефинитивно ќе треба да ја намалиш. Али пак ќе кажам, треба за да ти дадам конкретен одговор како да го решиш тоа, треба да видиме неколку варијанти и опции од ова што сега го зборувавме. Не знам дали ти дадов добар одговор, но во секој случај тие се некои совети кои што јас би ти ги дал како насоки и до искуства што до сега се случувало и со луѓе со кои што работам. Така да, ако можам некако дополнително да ти допомогнам, слободно комуницираме назад во приватно порака, како што тоа го направивме и стартно на Инстаграм, и се разбира секој од вас го охрабрувам тоа да го прави, за да доставуваме некаква вредност, бидејќи ова прашање на Маринела знам дека ќе помогне и на друга група на луѓе кои што исто можеби имаат сличен или ист проблеми се мачат со оваа тема. Фала ти уште еднаш, Маринела, и фала ви на секој од вас што следите оваа содржина. Јас тука завршувам и ви посакувам здрави животни навики. Се гледаме во следна епизода, а до тогаш имајте си убав ден. Чао!